Замислете си да создадете не само приказна, туку цел еден универзум со своји јазици, собствени историја, цели митологии. Епа токму тоа го направил човекот за кој ќе зборуваме денес. Ајде да се нурнеме во животот на J.R.R. Толкин. Се почнува со оваа едноставна реченица. Овие зборови, навидум случајно нафрлени на парче хартија, станале врата кон еден од најсаканите светови во книжевноста. Ама пред да зачекориме низ таа врата, мора прво да го разбереме архитектот. Да се вратиме на самиот почеток. Во годините што го обликувале младиот Толкин и ги посеале првите семиња на она што подоцна ќе стане Средната земја. Патеката на Толкин почнува далеку од зелените ридови на Англија, во Јужна Африка. Но детството му било обележено со голема трагедија. Смртта на мајка му го оставила сирак на само 12 години. Грижата за него ја презема еден католички свештеник, а токму таа загуба и верата длабоко ќе го оформат. На крајот, патот го носи на Оксфорд, местото што ќе стане негов доживотен дом. Уште многу млад, Толкин бил буквално опседнат со јазиците. Не само што ги учел со неверојатна леснотија, туку почнал да се игра со нив, да создава свој. Оваа страст за филологија, науката за историјата на јазиците, не била само хоби. Таа станала темелот врз кој ја изградил целата Средна земја. Но мирниот академски живот наскоро бил прекинат од еден од најкрвавите конфликти во историјата на човечеството. Првата светска војна ќе го дефинира за секогаш и лично и како творец. Веднаш по дипломирањето, идилата на Оксфорд е заменета со калта и ужасот на рововите. Но, среде целиот тој хаос, Толкин наоѓа момент на лична среќа, се венчава со Едит, неговата голема љубов. Кратко потоа заминува на фронтот, во пеколот на битката на Сома. Таму се соочил со смрт и уништување од незамисливи размери, искуство што ќе го прогонува цел живот. Целата негова дружина, од сите негови најдобри пријатели, само двајца се вратиле живи. По војната, Толкин се враќа во академскиот свет. Неговата академска кариера, нема збор, била импресивна. Работел на познатиот Оксфордски речник, па станал професор во Лиц и на крај се вратил на Оксфорд како професор по англосаксонски јазик. Бил вистински авторитет во својата област. За да го сватиме гениот на Толкин, мора да ја сватиме неговата љубов кон филологијата. За него јазиците не биле само алатки за комуникација. Тие биле живи организми, со своја историја, своја душа. И тој верувал дека секој јазик носи своја митологија. Брзо сватил, јазикот не може да постои без народ што го зборува, а народот не може да постои без историја. Така околу овие јазици почнал да ја плете целата митологија на Средната земја. За среќа, не работел сосема сам. Со пријатели како К.С. Луис, авторот на Хрониките на Нарнија, ја формирал групата Инклингс. Таму, тие си ги читале делата наглас, си давале критики и поддршка. Тоа било клучно за развојот на неговиот свет. Добро. И сега доаѓаме до моментот кога ова приватно хоби, оваа тајна пасија, конечно излегува на виделина и почнува да го освојува светот. Приказната е веќе легенда. Хобитот првично била замислена како приказна за деца, но нејзиниот шарм, хумор и длабочина ги освоиле и возрастните. Успехот бил инстантен и огромен. Секако издавачот веднаш побарал продолжение. Но продолжението не било само уште една авантура. Тоа прераснало во нешто многу поголемо. Нешто помрачно, покомплексно, епско. Толкин потрошил повеќе од една деценија од својот живот, макотрапно работејќи на своето животно ремек дело. А резултатот бил Господарот на прстените. Ова веќе не било само продолжение на Хобитот, ова било кулминација на се што Толкин создал во својот живот. Иако на почетокот некои критичари били збунети, публиката веднаш ја препознала гениалноста. Господарот на прстените станал глобален феномен, со над 100 милиони продадени примероци. Станал една од најпродаваните книги во историјата. Толкин починал во 1973 година, но приказната за Средната земја воопшто не завршила со него. Всушност, најголемиот дел од неа допрва требало да биде откриен. Тука клучна улога игра неговиот син, Кристофер. Тој го посветил практично целиот свој живот на средување и објавување на огромната архива што ја оставил татко му. Благодарение на неговата посветеност, светот го доби Силмарилион, митолошкиот рбет на Средната земја,
и многу други приказни кои ја покажуваат неверојатната длабочина на визијата на Толкин. И на крајот, останува прашањето, низ сите лични трагедии, низ академската страст и безграничната имагинација, Толкин не созда само книги. Тој создал свет. Свет кој продолжи да живее, да дише и да инспирира долго откако неговиот творец заминал.